но мене ми представува особена чест и задоволство да ви го представам митрополитот Американско-канадци, господин Методи. Ваше високо преосвещенство, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Многу ми е драго што повторно сте гостин во емисијава и сакам да ви посекам добре дојде. Благодарам. Често доаѓате, но не се задржувате многу. Вашите обврски во вашата Американско-канадска епархија бара, не е тоа мала епархија, бара присуство и предпоставам дека прилично сте ангажирани таму. Да ви кажам вака, како вовед, мене ми станува интересно што современава технологија направи луѓето некако и она што е од нивната земја да им е поблиску и така натаму. Например, преку разни сервиси ја следат оваа емисија и се јавуваат во живо. Имав неколку јавувања од Торонто, имав од Детройт, од Чикаго, па дури од Бермудскиот триаголник, Бермудските острови. Но тие, добро, тие припаѓаат на англиска, да сепак не се од ваша епархија. Кажете ми, бидејќи сте били и овдека, дали разликата помеѓу овие, знаете како, често разговараме, не можам да сватам таа представа. Дали таа големина дава некаква поинакво согледување на една епархија, вие како митрополит кога имате, или едноставно луѓе, големината е сосема неважна работа? Да, тоа се две различни категории. Категорија човек или категорија заедница и категорија простор се две различни работи. Јас подеднакво чувствувам дека сум близу тука како и кога иако доаѓам 3 или 4 пати во годината, како и онаа близина која што чувствувам спрема луѓето со кои што таму комуницирам. Иако моето седиште во Торонто, јас често патувам, особено во оние сепак поблиските црковни општини, во Чикаго, во Детройт, во Нью Џерси. А се разбира и во оние подалечните, сепак гледам барем еднаш во годината да ги посетам секако сите црковни општини, оние што се на Флорида, во Калифорнија, во Аризона, бидејќи епархијата е цел континент. Цел континент, буквално. Дали чувствувате дека успевате да постигнете? Дали верниците имаат поголема потреба? Дали успевате да им стигнете, да им одговорите на нивните потреби? Секако вие имате помош од вашите паројски свештеници и така натаму, но сепак, дали се успева? Сепак Канада и цел континент е буквално, тоа е огромно. Тоа беше и причината зашто најпрво го направивме тој сајт на Американско-канадската епархија, за да може луѓето да бидат информирани за сето тоа што се случува во епархијата, истовремено да почувствуваат дека припаѓаат на една заедница без разлика кои се димензиите на таа заедница. Од друга страна пак се разбира, ако ги споредиме нештата тука и во Американско-канадската епархија, секако недостасува време за човек да вистина да биде близко до луѓето, заради тоа што голем дел секако отпаѓа на патување, односно на тој процес да се стигне од точката А до точката Б, од еден град во друг град, од една црковна општина во друга. Многу поедноставно би било кога димензиите би биле како во Македонија. Служи една литургија, нели, народот да ве види, да побара благослов. Има за тоа секако можности, велам, јас тоа и многу патувам, дури повеќе од колку што тоа би било корисно за моето здравје или за времето кое што треба да го посветам на некои други активности. Меѓутоа, во овој почетен период на мојот престој и мојата мисија таму, мислам дека е исклучително важно и јас да ги научам луѓето и тие да ме научат мене, а и некако словото на таа мисија да го пренесам лично, устно, иако се обидам да речеме и посредно преку постојаното испраќање на посланици, преку тие текстови кои што ги објавувам на веб страницата и така натаму. Секогаш црквата, јас се сеќам дури моите почетоци кога влегував во црква, се инсистираше за се што се прави да се има еден личносен однос. Многу не ми беше јасно што значи тоа. Личносен однос да изградиш со Бога, личносен однос да изградиш со својот парохијски свештеник, со својот владика. Зошто денеска можеме преку веб камера и така натаму. Дали е само исповедта, потребата
да се види. Благословот и Христос велел, нели, на стотникот кој бил толку вика само кажи збори и ќе биде излечен. Нема потреба да доаѓаш, но сепак зошто црквата инсистира? Зошто тој личносен однос е толку важен во градењето на верата и на црквата? Па најпрво заради тоа што човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секогаш да се почувствува такви големи далечини. Особено заради тоа што нам ни е потребно и повеќе од тоа само светотаински да комуницираме преку исповедата, преку богослужбата и така натаму. Значи потребно е да се биде близу, а особено на тие луѓе кои што се оддалеку од својата татковина и меѓусебната блискост, на непосредна блискост им е исклучително важна. Тоа особено го забележам, да речеме, на тие големи среќавања или собери кои што ги одржуваме неколку пати во годината, колку тим се значени на луѓето да се сретнат меѓу себе. Тоа се црковно-народни собори, значи собори кои што имаат и црковен и народен карактер. Се обидуваме да внесуваме што повеќе црковни содржини освен богослужбите и средбите на тие црковни управи. Тука се и смотрите на црковните хорови, смотрите на игровните групи, спортски активности, промоции на публикации на епархијата, по некои предавања кога имаме некој така интересен гостин од Македонија или таму, значи предавање врзано за црковниот живот, значи работи кои што се вообичаени, да речеме, кога и конечно кои што произлегуваат и од искуството не само на Македонската православна црква во диаспората, туку и од искуствата на другите православни цркви. Кажете ми, колку ние имаме македонски православни храмови во вашата епархија? Па, храмови се 24. Така. Меѓутоа, црковни заедници имаме повеќе, затоа што имаме неколку црковни заедници кои што се во формирање, кои што се уште го, значи постојат луѓето, постои иницијативата, меѓутоа се уште се во фаза на изградба или на купување на простор за храм. И се разбира, имаме и неколку црковни заедници кои што имаат храм, меѓутоа се уште немаат редовен свештеник. Значи се работи за една жива заедница која што расте и која што верувам дека ќе го надмине и тој број кој што сега го има, заради тоа што постојано, еве особено овие 2,5 години колку што сум јас активно архиерей на таа епархија, веќе имав можност да искомуницирам со луѓе и од други делови на континентот каде што има македонски заедници, каде што би сакале да се започне тој процес, таа иницијатива за образување најпрво на иницијативен одбор, а потоа за организиран црковен живот. Кажете ми, кога се сретнавте со нашиве луѓе кои се, добро, не се сите верници, но оние што покажува почит и што се обидуваат да влезат во духовниот живот, дали наследивте некаков континуитет на некако духовно, црковно живење или сето тоа беше малце поинаку? Ме интересира каква беше состојбата кога почнавте? Дали редовно причест, исповед, редовно идење во литургија? Тие се во основа формално, јас и кога отидов таму се најдов на организирани црковни заедници, во смисла на организиран богослужбен живот и така натаму. И тоа она што особено недостасува е подигањето на таа литургиска култура, особено кога станува збор за подготовката и самото причестување на верниците во еден континуитет, нели? И се разбира, тоа е нешто што не може ни да се очекува дека, затоа што на крајот на крајшта дека тие може на тој начин да функционираат, така немаше потреба ни јас да заминам таму или било кој архиерей да биде постојано присутен таму. А особено што пак да речеме и она што недостасуваше беше организиран живот и свест за заедница, за заедништво на сите црковни општини во епархијата. Значи епархијата која што ниту административно, ниту фактички не функционираше со надлежен архиерей постојано присутен таму, беше потребна заради тоа што на тој начин и континуитетот на тој живот, континуитетот на заедниците во една глобална заедница наречена Американско-канадска македонска православна епархија, освен во оној административен дел каде што тој мора да функционира,
беше важно да се организира и тие содржини кои што ги има уште повеќе да се зголемат. Добро, и сега, дали покрај вас верувам дека имате свој духовни чеда кои директно вам ви се исповедаат? Да. Дали и свештениците веќе почнуваат да го дигаат, да го подигнуваат тоа ниво, например, да исповедаат, да причестуваат, духовно да упатуваат? Па се разбира, особено заради тоа што да речеме колку што е мојата грижа за верниците, толку што повеќе е мојата грижа за свештениците. И ние имаме намеснички собранија кои што се одржуваат по договор во секој наместништо, епархијата е организирана во 3 наместништва, така што свештениците ги собирам барем еднаш или 2 пати во годината и разговараме за некои конкретни прашања и се разбира некакви конкретни инструкции во однос на збогатувањето на тој литургиски живот во самите заедници, во тие микро заедници на црквата, односно парохиите. Добро, како можете да го оцените вака тој духовен живот севкупно? Дали едноставно идат со тешкоти? Знам дека бидејќи на некој начин доста сум близок со повеќе митрополити, владици наши, знам какви проблеми наидуваат во епархиите во Македонија, па тие црковно одбори, па проблеми за пари и така, некои работи ниски се случуваат понекаде и така натаму. Дали таму е малце поинаква ситуацијата, бидејќи се работи за една епархија која северниот американски континент, кој е можеби најбогатото место на планета, каде што луѓето немаат, предпоставувам дека не се сретнувате со екзистенцијални проблеми, повеќе се занимавате со духовни проблеми. Дали е тоа можеби подобро за еден? Јас да кажам дека во Америка не сум, како што сум сретнал во Америка, зборам сега општо не само меѓу македонците, сиромашни луѓе не сум сретнал во Македонија, се разбира ни богати. Има и многу посиромашни и многу побогати луѓе таму. Конечно, сиромаштијата и богатството се состојба на духот. Не, тоа што се согласувам. Што се однесува баш до нашите состојбата во нашите црковни општини, тоа се секогаш два фронта. Еден е фронт комуникацијата или работата со црковните одбори, значи тој административен аспект на црковното живење, и потоа комуникацијата со верниците кој што е друг, тој духовен аспект. Се разбира, тоа се два аспекта кои што мораат подеднакво да се третираат, иако забележливо е да речеме таму дека една е категоријата верници, а друга е категоријата одборници или црковни одбори. И секој во црквата си го остварува своите интереси и своите задолженија. Она што мислам дека е различно во однос на оно што се случува тука во Македонија и што мислам дека треба да се промени во тој поглед позитивно е да се работи многу повеќе на овој другиот, на духовниот аспект, заради тоа што во голема мера во претходните години, да речеме, црковните заедници се имале повеќе карактер на места каде што се негува освен духовноста, освен литургиската култура и фолклорот и на националните традиции и така натаму, дури тие биле во повеќе во поголема активна состојба отколку самата духовност, и луѓето треба да се научат малце повеќе на пост, луѓето треба да се на таа духовна дисциплина, особено на тоа што значи духовен раководител, што значи духовен исповедник, и се разбира преку тој духовен исповедник и се тоа што понатаму следува како еден развиен или богат духовен живот. Затоа се разбира имаме добри примери и кај нас, особено во другите православни цркви, кои што и со повеќе време се присутни и по организирани од нас заради и по бројната емиграција. Тука особено мислам пред се на Антиохиската црква, која што има исклучителна мисија во Америка. Која е таа црква, извинете? Тоа е Антиохиската црква, е црквата на сириците, всушност и на либанците, значи, кои што заради состојбите кои што се случуваат на Блискиот Исток во голема мера емигрира и во Америка и во Австралија, и таа православна црква има исклучително развиена мисија и во доменот на вероучението, и во доменот на литургиската култура и така натаму. Така што од нив навистина можеме многу да научиме. Навистина? Да. Нема да ја спомнеме руската, туку
Антиохиските пред Па се. да, мислам дека така е заради тоа што да речеме еве руската, грчката, дури тука повеќе би ја спомнал грчката старокалендарска црква, значи они цркви кои што на некој начин Старокалендарската тоа е Светогорската. да, оние кои што се во комуникација со Светагора, значи и кои што се посебна црква во комуникација со Американската православна црква и се независна црква во Америка. Значи тие цркви кои што успеа духовното или литургиското да го стават над националното. Сега тука не зборувам само за негувањето на националните традиции, туку цркви кои што во голема мера се обидуваат повеќе да му посветат внимание на тој национален елемент, да не кажам шовинизам некој црковен, отколку на литургиската култура. И во таа смисла мислам дека антиохиците тука навистина предодат. Ми се наметнуваат две теми од самиот разговор. Едното е состојбата чудна, ја ќе ја наречам чудна, вие попрецизно ако сакате наречете, во православниот свет, тоа е дека ние имаме повеќе православни владици на една територија, тоа е една состојба која нема да се одржи уште долго време, барем историски, која ќе мора да се реши. Тоа од една страна, од друга страна постоењето на Американската православна црква. Дали она може да биде некаков заеднички именител на целава оваа ситуација и состојба? Па таа и постои. Американската православна црква се образува во 60-тите години, токму за тоа да се надмине тој еклесиолошки нонсенс или абсурд кој што постоеше, кој што особено се гледаше во Америка, таму каде што да речеме на една диецеза или во еден град фигурираат како духовни пастири неколку архиереи од различни диецези на цркви кои што си постојат традиционално во земјите во Европа. Тоа е навистина проблематично заради тоа што на тој начин луѓето најпрво се збунуваат заради тоа што и разликите во самиот годишен циклус на празнување, особено со појавата на новиот календар, доведоа една света, соборна и апостолска црква, како што е православната црква, на различен начин, во различни денови да празнува празници, додека да речеме во иста улица можеше да се случи и се случува постојано, да речеме една старокалендарска или една црква која што се управува со јулијанскиот календар, да биде се уште во пост, додека да речеме црква која што се управува по григоријанскиот календар, по новиот календар веќе да слави некој голем христијански празник, така што едните да бидат се уште во пост, другите веќе да празнуваат и на тој начин да покажуваат една дисхармонија, не само временска, туку и дисхармонија во однос на почитувањето, односно во однос на однесувањето кон вечност и кон оние вечни инстанци на црковното живење, а тоа се разбира празнувањето на празниците, начинот на кој се празнуваат и така натаму. И тоа придонесе што тогаш уште во 60-тите години да се образува Американската православна црква и таа денеска функционира паралелно со останатите цркви кои што се уште си ги имаат своите диецези и се разбира веројатно лекот ќе биде во тогаш кога ќе го надминеме тој национален критериум на распознавање, на разликување или идентификување на православните цркви и тоа не е случајот само таму, тоа го имаме и во Европа. Австралија исто така. Секаде да речеме каде што православието не е традиционално присутно од првите векови на христијанството. Тоа истото се случува и се разбира, тоа е еден процес кој што, како и многу некои други нешта, аномалии кои што се појави, особено после 7-те вселенски собори, значи таму од 8-миот век наваму, кои што треба да се абсолвираат и црквата заеднички онака како што тоа го решавала, собрана во Светиот Дух треба да ги абсолвира благовремено. Кажете ми сега, па друго ми се наметнува. Ние заради оваа состојба и заради потребата на нашите граѓани кои говорат македонски јазик и имаат македонската традиција, ние мораме да го правиме ова, иако вие како свештено лице потполно сте свесен за таа состојба во православието која треба да се надмине, нели? Но од друга страна велат дека
нема грешна ситуација, да не може да се надмине со еден монашки подвиг. Ме интересира, дали има во Соединетите држави монашки заедници православни? Има и тој има прекрасни православни заедници. Јас веќе имав прилика да посетам неколку од нив. Направивме дури репортажи за страницата. Најпрвен, тоа се монашки заедници кои што потекна уште од времето кога Аљаска беше руска земја, православна земја, и уште во тоа време, уште во времето на Свети Герман Аљаски, во времето на првите маченици. Свети Герман Аљаски. Да. Значи, во времето на првите светители американски, православни, православието екзистираше како вера на северноамериканскиот континент. И еве тоа е, да речем, еден податок кој што го слушнав од еден мој пријател кој што е по својата религиозна ориентација лутеранец, меѓутоа кој што исклучително ги познава ситуациите во Америка и пошироко, дека еден голем процент, дури 80% од домородното американско население, од абориджините, како што ти обично се нарекуваат, или индијанци, како што ние популарно ги нарекуваме, се всушност православни христијани. Причината за тоа е токму мисијата која што е направена уште на крајот од 19. век преку Аљаска во Америка, а се разбира подоцна и со доаѓањето на мисионери од другите православни цркви и образувањето на првите православни црковни општини во Америка, секако во најубавите, повторно ти кажам, бидејќи сите манастири се секаде на најубавите делови, а во Америка има прекрасни места за манастири, беа образувани првите монашки заедници, тие денеска функционираат како во големиот кањон во Колорадо, така во пустините во Аризона, така во големите шуми во Канада и на Аљаска, и навистина има многу прекрасни манастири кои што денеска функционираат. Сте посетили некој? Да, секако. Функционираат и како духовни академии, како семинари покрај манастирите така. Дали тие манастири се под капата на некоја од руска или грчката православна црква? Се разбира, секој манастир, како и секоја црковна општина, се дел од диецезата на една епархија, бидејќи црквата на тој начин е организирана. Така што имаме манастири, да речеме голем манастир, прекрасен манастир, манастирот во Бостон на Светото Преображение, кој што на грчката старокалендарска црква, манастирот Свети Тихон во Њу Јорк, државата на Руската православна црква, потоа како дел од Светогорската земја во Америка е манастирот на старецот Ефрем во Аризона, кој што исто така го посетив, и многу навистина други би требало многу време да се набројуваат манастири кои што го живеат изворниот образец на монашкиот живот. Тоа ме интересираше. Во оваа реченица го кажавте она што сакав да ве потпрашам, а тоа го живеат изворниот образец. Так. Значи, монаштвото е со сиот свој подвиг, се живее монашки живот, воопшто не се разликува од оној што го знаеме како терк, како типик воопшто. И тие се дури најрастеретени, по големиот дел манастирите се најрастеретени во однос, да речеме, на тие некакви национални признаци. Еве токму одличен пример е манастирот на Свети Ефрем, односно на старецот Ефрем на Свети Антони, Велики е посветен во Аризона, кој што во чудо старецот да биде светител еден ден. Кој што е навистина една оаза среде пустина, и тоа пустина онака како што изгледат пределите на месечината, може би, или на Марс, кој што ги гледаме по некои емисии на Discovery Channel или така. Меѓутоа, една вистинска оаза, полна со зеленило, полна со чешми, со водоскоци и така натаму. И меѓу нив прекрасни храмови, и тоа во различен стил, еден во стилот на византиските цркви, друг во стил на руските цркви, во стил на грузиските, токму покажувајќи го тој универзален карактер на православието, неомеѓен и неподелен со некакви национални граници, и навистина, иако е манастир кој што си припаѓа на грчката православна црква, тие со исклучителна почит не примија
и сакав угостија како гости представници, односно гости представници на Македонската православна црква. Добро, како ве третираат токму вас? Вие сте великодостојник, вие сте митрополит на Македонската православна црква. Сите таму се дојдени од некаде и во таа смисла и не само во манастирите, туку и секаде е малку по-флексибилен тој однос и на некој неофицијално ниво навистина со многу православни христијани, свештеници, епископи сум се сретнал во еден многу искрен, срдечен однос. Се разбира, кога станува збор за официјална комуникација, тука сме сите малце внимателни заради тоа што сепак зад нас стои една историја. И во таа смисла, да, за жал, на тоа внимаваме, иако постојано констатираме дека еден ден, да речеме, кога Македонската православна црква ќе си ја добие таа официјална припадност во рамките на сето православие, ние ќе бидеме истите тие луѓе, ние ќе бидеме истите тие православни христијани со кои што тие и денес комуницирате, ќе комуницирате понатаму. Значи, бевте добре дојден и како митрополит, и како слуга Божи, бевте добре дојден во манастирот. Да. Тоа значи дека да се појавам јас таму, нема да ме прашаат кој сум, што сум, ако сум добронамерен и ги почитувам. Па сигурно. Сигурно, особено заради тоа што тие се навистина познати по своето гостолюбие, дури прават големи гостопримнички конаси, затоа што конечно емисијата им е навистина голема и доаѓаат луѓе од цела Америка да се поклонат на таа светиња и се разбира да примат духовен совет од старецот, толку уште во неговата можност, особено што сега бројот е толку многу голем што едноставно не може да постигне и самиот, па се разбира и братството кој што е таму и кој што дојде заедно со него од Светагора му помагаат во тоа духовно раководство со луѓето. Значи, паѓа во вода тезата дека монаштвото се случува каде е бедата, каде е сиромаштијата, каде луѓето имаат проблем, бидејќи Америка the land of opportunity, а велите прекубројни се, преполни се манастирите со монаси, луѓе кои се откажале од световниот живот да го посветат на духовниот. Луѓе кои ги имале сите можни прилики што сакаат со себе да направат, да бидат градители на автомобили, да се занимаваат со заштита на некои си птици, да живеат во планина покрај море и што сакаат. Има толку многу и монашкиот живот, ја барем впечатокот што го добив е многу жив, многу силен, а тоа е и основата на црквата, монаштвото. Па се разбира, меѓутоа од секогаш било така, кога човек од многу нешто се откажува, тој добива голем дар заради тоа, нели? Токму како што и свети апостол Петар кога го праша Господ, еве ние оставивме и мајки и татковци, се што имавме, и тој вели оне што заради мене ќе остави мајка и татко и ниви имот и се, ќе добием уште стократно повеќе во едниот век и живот вечен. Во таа смисла тие луѓе кои што знаат што остават, го остават заради Христа и тој подвиг е можеби уште поголем заради тоа што и приврзаноста кон сите тие земни задоволства можеби се очекува да се поголеми таму, меѓутоа човекот е оној кој што конечно се откажува од целиот свет за да му служи на Бога, дали тоа ќе го направи тука или таму е апсолутно сеедно. Од една страна, од друга страна конечно манастирот е начин на живење, не е место, така што луѓето кои што заминуваат во манастири, кои што живеат таму, го живеат пак тој велам универзален образец, според заповедта го Христова, нели оставете се, земете го крстот и врвете по мене. И тој плод на тие луѓе кои што го примаат навистина православието, како што зборувам сега за американците кои што се во православни монаси, буквално го примаат со оној етос како првите христијани и се навистина многу ревности и многу добри луѓе. И оние кои што влегуваат во црквата како мирјани, како парохијани, и оние со семејства, и оние кои што заминуваат во манастир. Ако навистина фасцинантно звучи, нели, затоа што тоа е, како да речем, земја која нема повеќе од 300-400 години своја традиција, земја 200. која е создадена, да, 200. земја 200. Од после граѓанската војна тогаш им тргнува. Земја која, нели, пред се од иселеници, луѓе кои гледале да си го подобрат материјалниот живот, тргнале злато да најдат, да се најдат. И ваква експанзија на духовен живот е просто чудно. Дали е тоа жив пример дека токму во најпотрошувачкото друштво,
на местото каде што буквално има све, каде што се дадени сите блага материјални на оваа планета и задоволување на сите можни страсти, дека кај човек преовладува, дека може да преовлада и во таква една, да речеме, духовна пустина да никнат вакви оази. Па, тоа е секогаш така. Дури имаме една многу значајна историска парадигма, тоа е манастирот Студион во Цариград, кој што, да речеме, во времето на Свети Теодор Студит, и тоа е манастир во центарот на престолнината на Цариград во времето на Византиската империја, беше најразвиениот духовен центар во престолнината, значи не некаде во пустините, туку токму во центарот на градот. Многу слично е она што се случува денес во Америка, која што, иако, како што рековме, постои 200-300 години, е земја која што има една брза фреквенција на живот. Таа успева на некој начин целата историја да ја преживее многу брзо и да ги донесе оние со овие нови генерации тие плодови кои што подеднакво ги донесуваат и оние земји од стариот континент кои што како такви, како народи, како земји, како држави, како власт постојат, да речеме, со неколку милениуми. Ве молам уште малку да се задржиме на монашкиот живот, иако так. Не од парохијата, но ме фасцинира се во ова. Нели животот, еве дури велите и во центри, во градови, во Византија и така натаму. Нели манастирот секогаш го перцепираме, треба да е малку понастрана, малку за да можат монасите да се посветат на молитвата, да се рестеретат од искушенијата на секојдневицата. На калабалакот на градот, бидејќи една од првите работи што монасите ми го кажа, меѓу кои вие бевте кога станавте монах, беше лесно ни е нам овде во манастир, кои сме изолирани, тука живееме, можеме се посветиме. Тешко вас вие во градовите кои сте секојдневно на искушенија, што нервоза, што гледање се и се што и така натаму. Така. Па и таму најголемиот број од манастирите се сепак надвор од градовите, не се во самите градови, иако има манастири кои што се во градовите. Меѓутоа мислам дека, како што реков веќе, монаштвото е состојба на, мислам, начин на живење, не е тоа место на живење. Во таа смисла, ако човек го пронајде мирот или го создаде мирот внатре во самиот себе си, тогаш тој може да живее и на Менхетен и да биде подеднакво добар монах како и некој на Светагора. Единствено нешто што навистина е во таа смисла пресудно е живењето, тој соборен живот и во самите манастири, општежителен живот и редовниот богослужбен живот кој што се одигрува, се случува во манастирите кој што треба, за кој што е потребен така еден мир, една изолираност во однос на градовите. Знаете, тоа го има таму и во голема мера луѓето си ги наоѓаат тие оази и надвор од градовите и се обидуваат да тој мир да го понесат со себе потоа назад. Дали им е познато за исихазмо? Дали им е позната Исусовата молитва? Дали ја користат? Она што е моментално најактуелно во однос на таа публикација, кој што се однесува, односно на издаваштвото во однос на православната теологија, негувањето, да речеме, на тие искуства, значи не само интелектуални, туку и аскетски, се нешто кои што се случуваат таму, особено, да речеме, врзани за тие големи манастирски центри во Америка и секако на овие големите духовни академии, како што е Свети Владимир, потоа Свети Герман Најаска и така натаму, од каде што можеби излекуваат најзначајните современи теолози во 20-тиот век, особено, да речеме, зборувам сега на ниво на целата православна црква. Кажете ми интересира, дали може да се забележи профил некаков на раси, нации, народи кои земаат учество во тоа православие? Црни, бели, жолти, мексиканци, хиспано, белци? Ги има од сите народи, особено што, да речеме, оние цркви кои што чија што мисија е поголема, има, да речеме, исклучителни ефекти во тие конвертити кои што доаѓаат од другите религии, особено од римокатоличката. Американската православна црква има особено, да речеме, значени веќе и свештеници и пастири кои што потекнуваат
од конвертити од Ирци, конвертити од Пољаци кои што едноставно својата ревност кон изворната вера ги натерала да дојдат и да побараат нешто изворно во православието, тие продолжуваат да живеат како православни свештеници, како православни монаси. Така што навистина, ако велиме дека Америка е melting pot, тогаш значи melting pot. Да, не една машина за претопување на културите и расите, сепак можеме да кажеме дека сите раси, сите култури се присутни внатре и дека од сите тие раси, од сите тие култури луѓе го наоѓаат Христа и таму на тој континент и го земаат крстот свој и одат по него. Чепкајќи вака, разговарајќи по форуми, па и некои што ги имам ваму таму што допишување чисто, имам некои неофицијални, не можам ја да баратам со некакви точни податоци, но што се однесува, нераздвоен е делот на еден начин на живот и православие. Обично православен живот или е монаштво, или е човек со семејство кој своите аспекти на живење секогаш му се поврзани со црква. Дали е тоа крштевка, имен ден, слава, Божик, Велик ден, молитва за работа, исповед и така натаму и така натаму. Добив впечаток дека таквиот духовен живот се развива во Америка, кај нашите. Но генерално тоа е ваша епархија, сите американци, сите во вашата епархија се ваши духовни чеда за кои вие се молите, нели? Не сте само за македонците таму. Ме интересира една работа. Бидејќи еве и многу излегува сега со последниве избори, нели, поларизацијата помеѓу оние кои се десницата па порелигиозни, овие другиве кои се демократите, каде што повеќе се гледа слобода за абортусот, нели, некои аспекти за маргиналните групи да ги добиваат повеќе и така натаму и така натаму. Па се добива впечаток дека предничат, например, белците во Соединетите држави се оние кои, нели, полесно се наклонуваат кон некаков атеистички, безбожен начин на живот, додека, например, мексиканците, хиспано, кои традиционално се католици, они па на некој начин го одржуваат тој христијански живот и начин стил. Збора претежно Калифорнија, Лос Анџелес, додека Њујорк и така натаму. Тоа е малку поедноставено кажано, заради тоа што, да речеме, мислам дека тука расите или бојата на кожата или културата на која што припаѓаат малку ги одвојува во таа смисла луѓето. Постојат и демократи од едните, другите републиканци од едните, другите. Така, добро. Америка е сепак секуларна држава во која што сите религии, сите култури се подеднакво застапени и се разбира сите имаат подеднакви права и слободи и сите имаат подеднакви обврски. Што значи дека во таа смисла тоа општество кое што функционира прилично добро успеало во своите механизми да го стави редот, да речеме, на еднаквост меѓу сите нив. Сега работата е што, да речеме, и останатите демократски општества, не само американското и канадското, европските општества, кои што се исто така секуларни општества, се поларизирани меѓу една либерална и една конзервативна опција, така и американското општество. И сега тука човек дури може да многу да научи од преседаните, од исклучоците, да речеме, од тие некакви одстапување од некаков стереотип, отколку од самите стереотипи дека Америка е земја на WASP, нели, на White English Speaking Protestants, или како тоа ќе го преведеме. Тоа го покажа и последните, да, мислам, го покажа конечно и последните избори, се разбира, многу нешта се менуваат во диоптријата и особено во таа некоја релација меѓу секуларните демократски општества од ова и од она страна на Атлантикот. И она што е сепак важно е, мислам, религиозните права на луѓето и таа една основна насока на човечката етика да не отстапи премногу, да речеме, во однос на тие некакви современи трендови на некаков либерализам или хиперлиберализам, како што јас би го нарекол,
во однос на третманот на или повластиците на исклучоците наспроти правилата. Тука е особено, да речеме, во однос на тие тенденции во однос на сексуалните малцинства, во однос на особено легализирањето на хомосексуалните бракови, посвојањето на децата, абортусот, останатите тие современи аспекти на медицинската етика и така натаму, кои што се важни, евтаназијата, генетскиот инженеринг и така натаму. Значи, сите тие аспекти секако треба секој човек кој што е дел од тоа демократско општество да го каже своето мислење, се разбира и да влијае на тој некој правилен пат во кој што човештвото ќе продолжи да живее и да постои понатаму. На некој начин понекогаш делуваат работите, сега ова чисто као дебата, нема делуваат работите дека се инсистира на легализирање на секоја можна страст. Дали е тоа дрога, дали е тоа сексуална девијација, која треба, не смее да више да се спомне сексуална девијација, дојдење на тоа дека гувернерот на Калифорнија им забранил на децата да спомнуваат, да го спомнуваат фемили зборот, традиционално семејство, за да не ги навределе оние кои потекнуваат од лесбијски фамилии или од геј фамилии, деца нели посвојуваат, добија такви права и така натаму. Звучи извитоперено сега на неколку преседани, бидејќи, знаете, податоците не говорат дека е тоа нешто, дека тие геј мерич се толку многу застапени, па иде се чувствува загрозеност. Ете, мала група и на неја едноставно ќе се даде третман и ниво на како што го имаат, не знам, православните. Дали е тоа добро за едно општество или е тоа веќе една декаденција цивилизацијска? Цивилизацијата обично вика, барем историјата не учела, дека инсистирањето на легализирање на работи кои нели традиционално се смета дека се маргинални, перверзни, неприфатливи, неприродни, нивното под капата на NGO, дека е тоа модерно, дека е тоа хумано, дека е тоа прогресивно, едноставно првиот знак на падот на една цивилизација. Како вам ви делува? Вие сте интелектуалец, вие сте читан човек, вие сте продуховен. Вие ги знаете тие работи, ги чувствувате, колку и да во ракавици говорите вечерва за да, например, бидејќи сосема го почитувам тоа. Вие не успеавте... Не разборивме воопшто така директно, за да ги соблечеме на раквиците, не се употребувам само по општи термини за да го опфатам што повеќе нешта. Меѓутоа што се однесува до тоа општество, како е воопшто, да речеме, појавата на тој хиперлиберализам и во западната цивилизација воопшто и од ова и од онаа страна на Атлантикот е нешто што мислам дека укажува на некакво застранување, особено што да речеме ние денеска се среќаваме да речеме со оние проблеми овде кај нас во Македонија, да речеме со исклучителен пад на наталитетот, со исклучителен енормно голем број на абортуси, со исклучителен голем процент на развод на бракови и така натаму, кои што не се феномен на оваа средина само. Уште повеќе тие се дел и од начинот на кој што живеат тие општества од онаа страна на Атлантикот. Зборувам и за Канада, која што уште е полиберална, можеби во тој поглед од Америка. Меѓутоа, каде што, да речеме, бројот на луѓе кои што живеат сами, бројот на луѓе кои што дома побрзо обичувале куче или кучиња или мачки е поголем од колку што деца или би стапиле во брак и би живееле во семејство. Значи, точно ли е тој впечаток, а? Да, апсолутно со тоа што да речеме ке нас повеќе се забележува тоа затоа што сме ни помала заедница, помалку не има на број. Меѓутоа, апсолутно е таа состојба иста и таму. Јас следејќи ги вестите на еден телевизиски канал пред не ова лето, претходното лето, кога беше оној голем пожар на островите кај Лос Анџелес, таму во Калифорнија, на крајбрежјето, случајно вака ми дојде на уво една изјава на една новинарка која рече дека се случуваат тие работи и дека успешно се евакуирани сите домашни миленици и деца од островот. Најпрво ги спомна домашните миленици, а потоа децата. И тоа ми беше навистина фрапантно како начин
пренесување на една информација таму каде што луѓето повеќе се грижат дури за домашните миленици отколку за оние кои што со кои што го делат истата природа. Неверојатно. Можем да заклучам, нели, и во првиот говор на господинот Обама прво ги спомна геј, потоа ги спомна и стрейт. Значи прв пат во еден председателски и така натаму. Станува збор за една негација на негација, значи она што до сега се случуваше, односно таа доминантност на таа една конзервативна политика, најнаш сега како негација на тоа се случува една контраполитика која што сега се обидува да се наметне со своите позитивни некакви атрибути пред онаа јавност, да речеме, од американското општество, која што и беше гласачко тело на таа политика, тоа се буквално тој дел од популацијата. Но, знаете што, обично религиозните луѓе, семејните луѓе, не се интересни за медиуми. Знаете, еден геј ќе направи било што и е многу поинтересен за медиум. Се добива впечаток дека се толку присутни во тоа општество, дека се тоа енормни бројки, дека е тоа гол. Ја немам такво чувство, бидејќи мојот впечаток е, бидејќи Соединетите држави како земја која нуди материјални можности, исто како што нудат и скандинавските земји, па традиционално и луѓе што сретнуваме американци, тоа се луѓе овде кај што ќе ги сретнуваме, луѓе по 3, 4, 5 деца имаат можност да ги општеството е добро поставено во тоа за нели да го школуваш. Не е проблем да имаш повеќе деца. За разлика па од една Шведска која можеби има и подобри услови, па сепак наталитетот е многу помал. На што се должи? Дали религијата е таа, дали христијанството е тоа што например, бидејќи статистиката и покрај тоа либерализацијата на, иако таму жестоки дебати уште се водат за абортусот, овде кај нас се обидуваат да продадат, завршена е таа работа, не е завршена. Као во 70-тите завршија сите дебати во Европа за абортусот. Ене во Британија уште очи си вадат за тоа. Чедоморството или абортусот е тема за која што уште многу ќе треба да се зборува. Ќе збориме. Само ми интересира, бидејќи нема голем пад на наталитетот во Соединетите држави, иако овој екстремен тоа е само така заради тоа што голем е увозот на население во Америка. Голем е увозот. Значи луѓето, има многу луѓе кои што ја населуваат таа земја и конечно Америка е широк поим. Значи останува онаа констатација дека се повеќе сретнувате луѓе кои живеат сами и сами умираат. Да, урбаните средини се градовите се градови на самци во голема мера. Истите проблеми се проблемите со кои што и ние тука се судираме, да речеме јас при една посета на Детройт на нашите црковни општини таму сретнав во дворот на една римокатоличка црква цело едно поле со крстови. Илјадници крстови бели. И ми беше чудно заради тоа што не наликува така типичните американски гробишта. И потоа моите сопатници, моите домаќини ми објаснија дека всушност работи за една црква која што води голема кампања против абортусот и дека тоа поле од крстови е бројот на деца кои што со чедоморство, односно со абортус, се убиваат секој минут во Америка. А тоа беше едно големо поле со крстови. Така што на различни начини луѓето се обидуваат да го кажат своето мислење и се разбира кога ќе речеме Америка, тоа е Америка земја на изобилство. Америка е земја онака како што виде Вендерс во неговиот филм Земја на изобилство. Америка е земја на најбогатите и најсиромашните луѓе на светот, на најчесните и најнечесните луѓе, значи се работи за како и секаде земја со многу доблести и со многу гревови. И ние но се исклучителни контрасти, немаме ние такви контрасти. Да, можеме и да пренесеме некакви искуства, меѓутоа секако и на многу нешто можеме да се научиме од таму. Кажете ми, кога е прашањето по прашање за падот на наталитетот и живеењето во осаменост и така натаму, пред се заради падот на наталитетот, верите дека тоа се компензира со увоз на население, буквално. Да, се населуваат постојано нови. Кажете ми, дали сретнувате често во вашата епархија брачни парови, млади луѓе или кои заедно живеат и едноставно немаат деца?
Дали и тоа честа појава? Особено заради тоа што бракот, јас во тие некои полемики, полемички текстови кои што ги пишував уште пред некоја година, особено внимание му посветив на тоа кога зборував за бракот и за тие некакви застранувања. Бракот е третиран буквално како една бизнес делка со тие предбрачни договори и така натаму, тие живеат во брак само за да не бидат сами. Инаку со сите права и можности кои што си ги имаат луѓе кои што се самци всушност. Едноставно стравото до саменост повеќе отколку некаква потреба од љубов, од заедница, од соборност, ги тера луѓето на тој начин да функционираат во некакви фиктивни брачни заедници. И на крај сите завршуваат во старачки домови и таму го испуштаат одишни. Тоа е градовите се најчесто населени со самци. Дали тие бракови се главните места каде што најголемиот број на абортуси се случуваат? Таквите тие бракови? Немам информации за тоа, меѓутоа мислам дека не само тоа, да речеме, ако ги погледнеме ситуацијата каква е кај нас, а и тоа и таму се случува, најпрво голема загриженост треба да имаме заради тоа што процентот на девојки, односно млади жени кои што се решаваат на абортус според старосната граница се намалува. Значи, ако до пред 10 и кај нас и таму, ако до пред 10 години, да речеме, тоа беше популација, односно старосна граница од 18 до 20 години, еве сега после 10 на 15 години тоа е најголемиот број се во старосна граница од 14 до 16 години. И кај нас? И кај нас. Кај нас дури можеби уште повеќе. И тоа, значи, не збориме за изолирани случаи, туку зборуваме за најголемиот процент од оние млади жени кои што се одлучуваат на абортус. Имам податок, да речеме, под влијание, да речеме, и на образовниот систем, под влијание и на некакви други културни прилики, можеме да кажеме дека можеби е потешко да се определи, ако се разбира, се има механизми по кои што е возможно да се определат тие статистички податоци. Меѓутоа, значи, падот на потребата, односно падот на семејниот морал во тој поглед, падот, односно недостатокот на потреба да се биде во семејство, да се живее семеен живот, е секако само еден од аспектите, меѓутоа не клучен аспект на ова девијација, односно на овој страшен криминал кој што еуфемистички се нарекува абортуса, всушност е во Македонија имаме места кои се буквално во состојба на бела смрт. Значи, кога збориме податоци, збориме точни, прецизни статистички показатели кои велат дека во Штип се родиле 1000, умреле 1200, 1300, 1500. Ова карикирам, затоа што процентот е многу помал. Мислам дека морталитетот во места како што се Берово, Штип, во Источна Македонија е многу поголем за разлика од дури вика процентот вика на дури и самата бројка на родени и починати е иста како што е на пример кај некои албански села, многу помали, 100кратно помали од што е еден ваков град. Ние можеме да разговараме за овие теми, да речеме, дали абортусот е правите споредби меѓу, да речеме, градовите и селата, односно во општините кои што имаат доминантно албанско или доминантно македонско. Се мисли, тука имаме точни податоци за сето тоа, да речеме. Во тој поглед, ако тоа го нарекуваме бела смрт, кога морталитетот е поголем од наталитетот, тогаш можеме слободно да кажеме дека, мислам, слободно во смисла на прецизно да кажеме, дека сите општини во Македонија со доминантно македонско население ја има таа бела смрт. Односно, не постои ни една општина во Македонија која што е населена со доминантно македонско население, каде што наталитетот е поголем од морталитетот. Ми е страв сега да ве прашам каква би била проекцијата за 50 години. Па тоа е особено ако на тоа го додадеме, да речеме, и бројот на абортуси кои што се случува секоја година во Македонија, а ние во Македонија, да речеме,
убиваме по еден град колку Кочан или колку Охрид секоја година, толку деца завршуваат со абортус, тогаш мислам можеме да претпоставиме кон што стремиме и каде одиме, и навистина тука мислам дека сите здраворазумски сили треба да ги вклучиме во тоа да најпрво да ги откриеме причините, иако тие не е лесно човек да ги открие, меѓутоа и онаа потешката работа да влијаеме со еден позитивен со една позитивна мисија во однос на тоа да тоа нешто се промени. Иако тоа е велам тренд секаде во светот, светот глобално умира, односно му се старее и му се намалува бројот на жителите. Некаде тоа е заради цунами, некаде тоа е заради сида, некаде тоа е заради кучиња и мачиња, некаде тоа е заради абортуси, меѓутоа во основа се случува едно намалување на бројот на жителите во светот. Тоа покажува дека навистина дека западната цивилизација е во некаква декадентна фаза, дека нешто треба навистина се промени. Меѓутоа, кога зборуваме конкретно за кај нас тука, не можеме да останеме равнодушни и да не кажеме, односно не само да кажеме, туку постојано да кажуваме дека нешто сериозно треба. И самата таа реакција е симптоматична. Особено заради тоа што, да речеме, има еден период кога, да речеме, ќе излезе од фокусот таа проблематика, па ќе се случи ваков инцидент како што беше со тие плакати. Јас не бев во тој период во Македонија, меѓутоа преку интернет ги следев реакциите, да речеме, и од едната и од другата страна во однос на тие плакати. Луѓето како да повеќе се заинтересираа за тоа дали треба тоа како нешто да се дозволува, да се лепат плакати анонимно и така натаму, отколку што ги засегна самата тема. И подоцна, како што се развиваше таа реакција, практично почна да се појавуваат и мислења кои што се врзани за самата тема, за темата на абортусот. Во таа смисла мислам дека црквата треба да биде многу поосетлива на тие теми, треба да реагира многу побрзо, во смисла на тоа дека ние треба да го сочуваме оној статус на некаков сепак морален критериум во општеството, барем во онаа смисла да им го кажеме на луѓето мислењето кое што треба да биде некаков образец, некаква матрица за тоа на кој начин да го изградат собственото мислење. Може да ве парафразирам. Повелете. Значи, не збориме овдека да осудуваме, да бараме измена на законот за забрана, туку збориме говориме за тоа дека во ред ќе се одлучиш на абортус, ама да знаеш, да го знаеш ставот, што тоа во суштина значи. Каква импликација правиш за себе. Црквата секогаш треба да поучува. Во таа смисла, во смер на тоа поучување, всушност треба луѓето да ја дознаат суштината на нештата, особено кога станува збор за теми кои што се врзани за животот, за смртта, за гревот и така натаму. Ако се употребуваат само еуфемизми, нема да стигнеме никаде. Ако се обидуваме да тактизираме, нема да стигнеме никаде. Ако се обидуваме да политизираме, пак нема да стигнеме никаде. Едноставно треба да им помогнеме на луѓето кои што се во некаков ќорсокак, се во некаков теснец, особено младите жени кои што најчесто од страф или од срам, а тоа е и во двата случаја од фрлање на помошта што не ја дава здравиот разум, се одлучуваат на еден таков чекор, да го убијат своето неродено дете. Дури да се промени во однос на достоинството кое што ние како луѓе го имаме, а особено достоинството на жената, кое што е навистина, тоа достоинство е затемнето од сите оние идеолошки флоскули од типот на тоа дека жената е господар на своето тело, некакви квази феминистички би рекол флоскули кои што би ги образложиле малку повеќе. Ја би ве замолил да направиме една кратка пауза. Ваше Високопреосвещенство, да направи една кратка пауза. И би сакал тој аспект што го спомнавте на жената, нели жената е господар, малце да се дообјасним, бидејќи сум бил во ситуации на такви дебати, малку ми е чудна таа реторика на која и ја не секогаш сум вешт и ги имам сите презнаења како би реперирал.
Втора работа, прашањето на убиство. Све што е она прогресивно, да речеме, во светот ќе ве и сега што гледа ќе ве осуди на ова дека абортусот го нарекувате убиство, бидејќи нели одредените недели кога може да се случи. Ние очигледно ќе треба да ни појасните што е живот, како настанува живот. Ние очигледно немаме основна представа што Бог ни дал и што представува живот. Но ќе ве замолам за неколку минути да направиме кратка пауза, веднаш ќе продолжиме со разговорот. Бидете така. На страна, односно страната на гревот. Уште во времето, уште во првиот век, да речеме во второто послание, свети Климент Римски, епископот Римски, вели овој век и оној век, мислејќи на Царството Небесно, се непријатели. Зашто вели овој век, односно човечката историја, вели дозволува прељуба, дозволува убивање на плодот во утробата на неговата мајка, дозволува сребролюбие. А вели оној век, а тој Царството Небесно, тоа не го дозволува. Значи, уште тогаш, и тоа е многу интересно ако обрнеме внимание кои гревови тој ги набројува. Го набројува прељубата, која што е најчесто причина за потоа извршен абортус, го набројува абортусот и го набројува сребролюбието, кој што исто така мотив да се биде соучесник во тоа убиство. И токму заради тоа и подесна, да речеме, Свети Василий Велики во неговите канони, па би ги спомнал конечно и 91-то правило на 6-тиот Вселенски собор, каде што се вели дека на она жена или на оној кој што дава напитоци за убивање на плодот во утробата на неговата мајка, или тие кои што тоа го примаат, се одлачуваат најмалку 10 години од црквата, тоа значи одлачување од причест. За оние пак кои што тоа го прават за пари, а тоа е оној дел на сребролюбието кој што го спомнува свети Климент Римски, вели тие 20 години треба да бидат одлачени заради тоа што уште на гревот на убиството го дават и гревот на сребролюбието. Подоцна, тоа се јавува дури во 4-тиот век, па натаму кога да речеме и христијанството станува урбана религија, значи престануваат гонењата и почнува христијанството да се шири во најпрво во Византија, потоа нели односно во православието, потоа и во другите земји на Блискиот Исток и на Балканот, се појавува, дури во тоа време се појавува санкција за жените кои што извршуваат абортус во брак. Зашто било дури незамисливо кога жена веќе во брак да извршува абортус. И исто така е повторно најстрога казната од доживотно до 20 години одлачување од црквата. Заради тоа што вели не само што го прави гревот на убиството, туку прави грев и на самоубиство, зашто многу често се случувало жените кои што ќе се подвргнат на тоа касапење, всушност и самите да бидат жртва на истиот тој третман како што на кој што го дале и своето дете. Значи, се работи за многу сериозни работи и мислам дека во тој поглед ние не треба да се срамиме или да се стеснуваме дека ќе бидеме премногу тесноградо сватени, дека сме премногу конзервативни, кога ќе кажеме дека абортусот не е само некаква превентивна техника на чистење на телото, што конечно животот на човекот или самото човечко суштество не е ништо гнасно за да го чистиме телото од него, туку треба јасно и гласно да ги именуваме работите. Онака како што црквата има санкции, исто така има црквата и начин на кој што тие млади луѓе, тука не станува збор само за оние кои што жени, значи само оние кои што се извршува абортусот, туку и оние кои што се соучесници, а конечно и сопрузите, односно мажите, односно оние кои што го зачнале плодот во утробата на жената, се подеднакво одговорни за тој плод и пред Бога и пред себе си, конечно пред пред жената со која што во љубовен акт некаков го зачнале тој плод, сите тие треба подеднакво да одговарат и подеднакво конечно да добијат можност, ако тоа го извршиле во незнаење или едноставно во паника, да имаат можност да се покајат, зашто конечно светата тајна покаяние или исповед е таа преку која што човекот навистина може, затоа што и светите отци велат она што крвта може само со солзи да се измие, тоа значи дека само со искрено покаяние
човекот може да се врати повторно во црквата, односно повторно да живее еден живот со сите квалитети и неоптеретен од својата совест, само преку ослободувањето од грижата на совеста за стореното убиство. Секогаш ви овие дебати на ова што вие го говорите, другата страна секогаш ги вади. А што во случај на силување? А што во случај на деформитети? И што во случај? И ја вечерва не сакам да идам во таа замка, бидејќи тука збориме за еден промил на случаи. Па не е ни значи, замка, дури замка е затоа што се користи како аргумент на еднаква тежина. Так. Јас збориме овдека сега. Збориме за нормални, прави, здрави луѓе, кај кои убедувањата дека правото за контролирање на сопствениот живот, сопственото, им дава да абортусот го сватат како да се работи за вадење зап. Буквално никаква морална одговорност, се прави кога сака, колку пати сака, без да се размислува за никаква морална и етичка. Ја можам да разберам, ако е човек атеист. Не постои човек, дури да е атеист, да не чувствува морална одговорност. Може тоа вешто да се глуми, меѓутоа секој човек кој што го извршил тоа, и да повторам, не збориме вечерва дека бараме забрана некому да му забраниме. Ама сакам вечерва да им кажеме на тие тоа што го прават, дека не може без последица да биде. Значи, треба јасно и гласно да се зборува всушност. Сега верувам дека не може човек да не го допре, совеста да не ја допре таков еден гест. Се разбира, луѓето некош, и тоа е конечно некаков психолошки механизам, да се обидат, да се ја смират совеста на тој начин што бурно ќе реагират и ќе изнаоѓаат различни аргументи. Јас во мојата пастерска пракса сум имал прилика на вистина да слушам искуства и исповеди на луѓе кои што бурно ги преживуваат тие соочувања со својата совест и верувам дека сите во својата осаменост ќе дојдат до тоа ниво да се соочат со себе си на тој начин, особено пак што имам искуствата, да речеме, и на кај нас, на конкретни личности, на конкретни млади жени кои што кога биле во ситуација, баш зборувам за една конкретна личност кој што сум имал прилики да исповедам и да ја причестам непосредно пред нејзината одлука, кога требала да избере меѓу себе си и своето дете, да го избере животот на своето дете, таа да се упокои. Така што мислам, имаме цел диапазон од искуства и ситуации, од глумење на крајна неосетливост до апсолутна одговорност, до она доблест која што самиот Господ ни откри кога рече дека нема поголема љубов од таа да се даде животот свој за својот ближен. Во таа смисла да се биде полемичен не за по било што, не за да се разбрануваат духовите, да се биде полемичен за да може да им се откријат на луѓето димензиите и на одговорноста, Добро. И на санкциите од една страна, меѓутоа и на можноста да го продолжат својот живот каејќи се за тоа што го направиле и едноставно да не го направат никогаш повеќе заради тоа што и луѓето кои што се занимаваат со медицинската пракса, тогаш кога навистина ќе се соочат со тајната на животот, дали преку личната вера, дали преку конкретни искуства кои што самите ги имаат, доаѓаат до такви искуства кои што или тоа го прават само откако добро ќе ги посоветуваат овие кои што се дојдени да го убијат својот плод, или пак буквално на различни начини ги одвраќаат или едноставно сосема се откажуваат од можноста да ја својата медицинска пракса, таква како што им е дадена, да ја употребат за абортусот. Значи, и од аспект на докторите, и од аспект на луѓето кои што доаѓаат кај нив, од аспект на односот меѓу сопругот и сопругата, односно мажот и жената, дали се обрачна заедница или не се обрачна заедница, значи, сите тие нешта, за сите тие нешта и за сите тие нивоа на проблемот треба отворено да се зборува, за да се луѓето да се воведат во самата проблематика, да им се раскријат, да им се демистифицираат сите тие табуа кои што се создаваат и од конзервативците под наводници и од либералите на друга страна, пошто се работи за вкрстување на две
идеолошки матрици, би рекол, меѓутоа во центарот на тоа вкрстување е животот на човекот и тој треба да биде над идеологиите. Во таа смисла, да речеме, не е случајно што еве на запад, ти кажам, филмовите кои што се дел од таа индустрија на забава, како што се нарекува во Америка, се секогаш дел на една идеологија. И ние, ако да речеме, гледаме дека вниманието го привлекуваат овие години филмовите како Джуно, например, кој што има јасна порака, девојчиња, немојте да ги абортирате своите деца, подобро родете ги, па дајте ги некој друг да ги посвои и на тој начин да го утешите и човекот кој што, односно семејството кој што нема деца, а сака да ги има, истовремено да не извршите криминал, односно да не извршите такво убиство, или да речеме филмот од друга страна кој што најде многу Значи предизвика бура во Америка филмот Джуно, дефинитивно. Па сигурно, еве според гледаност и според и од друга страна да речеме филмови од типот на Идиокраси или Идиократија, кој што на еден комичен начин го прикажува тоа каде ќе стигнеме ако продолжиме да не создаваме пород или ако продолжиме да го убиваме својот пород и ако дозволиме некаква неконтролирана природна некаква неконтролирана природна селекција да направи некоја таква скарадна антиутопија каква што е Идиократијата во филмот. Идиокраси и Джуно, два филма добри за препорака, одлични. Да, им кажавте. Има и многу други филмови. Го спомна и Children of the Man. Има многу кои се бават со таа проблематика, тоа покажува дека всушност на вистина тој впечаток дека луѓето се помалку се умножуваат на планетава Земја е точен. Е проблем. Да. И тоа веќе креативците го чувствуваат и веќе го пренесуваат на некој начин. Рековте тајната на животот. Што е тајната на животот? Тајната на животот е првенствено тоа оно што е живо да сака да биде живо и да сака да создава живот. Неприродно е на човекот кој што е живот да сака да го уништува животот. Тоа е својствено само на оној кој што е непријател на човекот, а тоа е ѓаволот. Во таа смисла искушението да се уништи она што е оној дар кој што Бог ни го дал, дарот да бидеме живот и да создаваме живот според неговиот образ, е нешто што е апсолутно не својствено на човековата природа. Ние тоа можеме да го спакуваме во различни идеолошки аргументи од типот слободата, човекот е господар на своето тело, човекот е господар на својот живот, жената е господар на своето тело. Меѓутоа, тие типови на господарства нема да не доведат никаде, заради тоа што ако заповедта на Господа кон Адам и Еве беше множете се и плодете се и господарете со земјата, тоа првенствено значеше да се тие да се грижат за земјата, да бидат оние кои што ќе го негуваат животот на земјата, а нема да бидат ограбувачи и потрошувачи. Со ова хиперхедонистичка идеологијата на Sex and the City, идеологијата на шпанските серии, идеологијата на потрошувачките општества, создаваме луѓе кои што едноставно не можат ништо друго да прават освен да си ги задоволуваат сопствените потреби, односно да си угодуваат самите на себе си. И потоа се разбира, не можеме од човек кој што сме го воспитале да си угодува на себе си, да очекуваме тој да сака да има многудетно семејство, да не ги елиминира тие препреки како што се некој неочекувано дете за да може да одиде на годишен одмор, за да може да купи скапа кола, да може да има некој третман косметички ваков или таков да изгледа како оние звезди на естрадата и така натаму. Значи, сите тие некакви лажни вредности, некакви идоли на пазарот, како што ги нарекува Френсис Бекон, само со цел пред себе да има една чиста, јасна ситуација на потполно и постојано угодување на самиот себе си. А тоа е апсолутно неприродно, што човекот не е создаден да си угодува на самиот себе си. Човекот е создаден да љуби, а љубовта секој значи една релација која што излегува од него и се пренесува на оној кој што е сличен на него, односно оној што му е близок. И сега прашањата кои се дебатите на оправдување на абортусот во научните кругови, нели, успеваат да направат некаков компромис, иако општеството, црквата и така натаму силно се спротивставува, доаѓаат до некој си дел дека
не знам, 6-та недела, 8-та недела, до тогаш може да се направи, а после тоа веќе не може. И тоа е некое прифатено као непишано правило или некој тврда дека е пишано, не знам. Пишано не е затоа што да речеме, отприлike на тој начин и се формулираат законите кои што се однесуваат, кои што го регулираат можноста за абортусот таму каде што тој е дозволен. Тој секогаш постои, тој е дозволен, ама по тие и тие критериуми, меѓу другите критериуми, критериумот на староста или зрелоста на плодот. Меѓутоа ние можеме дури секогаш да спекулираме или да нагаѓаме, меѓутоа не можеме да го одредиме моментот по една недела или по еден ден или по 6 недели или по 3 недели кога Светиот Дух влегува во човекот, односно кога духот на животот влегува во човекот. Ја знаеме ли таа тајна кога Светиот Дух влегува во човекот? Тогаш кога се зачнува плодот, во самиот момент конечно самиот сперматозоид и јајцеклетката се има дух на живот во себе. Ако тие не се живи, мртва јајцеклетка и мртов сперматозоид не може да направат, да зачнат и да имаат дете. Така што уште во таа форма на самото зачнување постои дух на живот во нив. И во самото зачнување, односно самото вкрстување или оплодување на јајцеклетката со сперматозоидот, тоа е веќе живо суштество. Која е јасна дистинкција одошто влакното на косата, одошто ноктот, одошто забот и така натаму. Затоа што цел човек е таму во една, можеби во една потенцијална форма. Како универзумот што настанал, така и во една точка и човекот. Дали можеме да го уништиме универзумот без разлика дали е тој во некоја примордијална форма или во некоја развиена форма, да речеме во оваа состојба или не знам во која друга, мислам. Значи, кај нас онтолошки, идеолошки, религиозно, ајде да бидам непрецизен тотално во мој стил. Ако разбирам добро, ние прашањето што го водат за оправдување на абортусот и прашањето на животот е потполно промашување. Од ова ја разбирам дека дебатата кога настанува живот е нонсенс, затоа што животот е настанат со Адам и Ева и продолжува во еден континуитет. Ние немаме некакви успони, падови и сецкања. Животот постои од секојаш затоа што Бог е живот исто така. Уште пред да настане светот. Во таа смисла животот нема крај, нема почеток, ниту има крај. Во човечката историја тој започнува со создавањето на првиот човек и продолжува понатаму, се разбира. И тој секогаш постои. Во таа смисла, ние можеме, ако се обидуваме да најдеме што е постаро кокошката или јајцето на овој проблем, да зборуваме сега што па и претходно, заради тоа што... Јасно, да. Меѓутоа, и Стивен Хокинг, конечно, или такви хипернаучници како него, немаат ригидни или немаат никакви... Ригиден став, дека тоа е така како што е. Да, јасно. Во таа смисла, мислам дека тука стереотипот научниците велат вака, црквата вели така нешто, затоа што многу научници апсолутно се согласуваат со тоа каде е животот и дали воопшто животот треба да се уништува, пак дали е тој и во форма на една репродуктивна клетка или во форма на некаков ембрион или во форма на веќе развиен фетус е сосема неважно. Да, луѓе како вас што малце повеќе се информирани, што малце повеќе се образувани, сигурно знаат и каков однос имале египетските ави кон животот, кон се што е живо. Буквално, што се вика, кон еден комарец, а камоли кога збориме за еден жив човек кој се раѓа, од кој треба да произлезе образот Божи. Дотолку во едно од заповедите вели, или не знам дали ја заповедите, простете ми, вели, човек ќе сгреши и ќе му биде простено. Но оној што ќе сгреши против Светиот Дух, прошка ќе нема. Што подразбира грев кон Светиот Дух? Ја од тука подразбирам самоубиството дека произлегува. Дали ние можеме да го или кога станува збор за гревот против Светиот Дух да ги набројуваме гревовите против Светиот Дух или принципиелно да зборуваме? Ако зборуваме принципиелно, тогаш гревот против Светиот Дух е тогаш кога човекот греши, знае дека греши и не се кае за својот грев. Односно кога се утврдува во гревот. Тој е грев против Светиот Дух.
Така. Во таа смисла и за тоа велам, на човекот му е возможно и дури од најголемите гревови, како што е убиството на човек, да се покае и да му биде простено, заради тоа што човечки е, како што велат отците, да се сгреши. Не е човечко или демонско е човекот да продолжи да греши и да остане во гревот. Ваше високо преосвештенство, кај нас традиционално, а предпоставам дека вие сте имале многу случаи каде што 18-19 годишна девојка ви доаѓа панично, плаче, и тоа не збориме за исклучок, туку како правило. Оче што да правам, бремена сум, вие се радувате на веста, она извадена од памет, вели, ќе ми избркаат од дома. Понекогаш, овие работи доаѓаат од домашно воспитание. Све прави, само гледа да не затрудниш. Мислам, тоа е нешто што го слушам од како знам за себе. Гледај само да не затрудниш. Или заврши ова, направи ова, чекај ова, земи стан, богато мажи се ова, она, па дури тогаш овакво. Дури и лекарите, ќе видите 17-18 годишна. Ја имам случај 17 годишна девојка да познава, која отиде, утврдена е бременоста и лекарката одма ми препорачува. Ајде. Вика, не, па ќе го родам, па ти луда ли си? Мислам, секакви има случаи, секако да речеме. дури Има еден како случај да речеме на МВС-то, дури мислам дека во еден текст го пишував како пример за абортирање на 4-месечен зигот. Односно ембрион, односно тоа е скоро фетус, да. Развиен плод. И такви нешта се случува, се разбира, не во овие регуларните медицински установи, туку во оние неброените што се надвор од статистичките бројки. Се има на овој свет, за жал. Меѓутоа, оно што е важно е да се поучиме која е тежината на секој од тие обврски, односно гестови кои што ги имаме во животот. Сега споено со белата смрт, со падот на наталитетот. Некои ќе речат дека е тоа заради лошата економска ситуација. Не можеме да збориме дека сме нешто несигурни заради војна, па да е некоја ситуација и да е на некаков геноцид и така натаму. Но еве и во развиени, супер развиени земји пад на наталитетот. Истото се случува. Но колку е поразвиена една земја, толку е поголем. Колку е цивилизацијското ниво повисоко, толку е помал наталитетот. За разлика, ако ќе видиме, на едно место како што е Западниот брег, Палестина, каде што луѓето се борат за екзистенција, за своја земја, имаат секакви проблеми, нема струја, лоша здравствена заштита. Веќе мене ќе се јават вечерва да ги пуштам, а нема да ги пуштам, веќе со години ги слушам истите приказни. Немало вакцини, не давале доволно, државата не давала помош, немало работа и заради тоа не се одлучуваат на деца. Додека од другава страна ги гледаме како без многу размислување наталитетот расте, они стануваат се појаки нации, дури со самиот наталитет ги надминуваат и стануваат. Само во оние општества каде што не се развиваат природно и правилно и паралелно моралните критериуми и технолошкиот напредок, се случуваат вакви декадентни. А можеме ли да заклучиме дека има места на земја каде што верите дека моралот и развојот се во некаков баланс, каде што можеме да заклучиме дека земја... Има, сигурно. Да? Има и тоа можеби не на ниво, да речеме, на некоја држава или на ниво, да речеме, на некакво општество, меѓутоа на ниво на заедници секако го има. И всушност критериумот е токму тоа. Кога паралелно со технолошкиот напредок, со цивилизацијските придобивки, расте, односно се негува моралот. Во таа смисла, да речеме, сите тие нешто се поврзани. Ние можеме да кажеме дека пред 3-4 генерации од нашите семејства луѓето живееле не само исплашени дека можеби ќе има војна, живееле во војна. Не дека биле многу богати, не биле побогати од колку што сме денес. Живееле во една поинаква средина, тоа е сигурно, зашто конечно селската средина која што била
природно живеалиште или природна средина на грото од семејствата во Македонија, му овозможува на човекот полесно да живее со поголем број на деца отколку градската средина. Во некој кутивче во воздух е потешко да се живее со 5 деца отколку на село каде што може да речеме и да се тие деца да се одгледуваат, да речеме со малку нива, со неколку кози, овци и така натаму. Меѓутоа многу чинители почнувајќи од тоа да речеме дека идеолошки во претходниот систем беше важно да се создава лумпен пролетаријат со кој што ќе може да се манипулира преку идеологиите, зашто богатиот селанец баш го интересира многу каква идеологија или кој политички систем функционира. Кога сам може да се рани. Кога сам може да се рани со една коза или со 3 кози, меѓутоа ние од еколошки причини ги убивме козите, од еколошки причини ги тргнавме луѓето од селото, ги сместивме во предградијата. И така натаму што се случија работи што се случија и едноставно не создадовме услови за тие нови генерации да можат да си дозволат себе си покрај се останато, да речеме покрај материјалните можности, покрај известната иднина која што секогаш неизвестна иднината, не ја знаеме, таа тек ќе дојде. Во таа смисла, во пакет со сите тие нешта да ги охрабриме или да им овозможиме да имаат повеќе бројно семејство. Од друга страна, тие семејства со по едно и со најмногу евентуално 2 деца направија тие млади генерации да бидат растени, да бидат воспитувани во еден таков хедонистички дух, како што и пред малку зборував, што тие ни на крај на памет не би им било, освен задоволувањето на своите потреби и угодувањето на самите себе си и за нешто друго да размислуваат. Во таа смисла, многу се чинителите кои што довеле, да речеме конкретно кога зборуваме за нашата средина, зошто тоа така се случува. Ние можеме и да направиме една целосна анализа на проблемите. Меѓутоа, она што вистински ќе ни помогне ако најдеме некаков начин на кој можеме да си помогнеме себе си. Тоа е прво човек, односно општеството, а тука зборувам и за државата, и за црквата, и за образовните институции сите, на вистина, како еден свој заеднички приоритет да го имаат вистинското, правилното воспитување на младите генерации на различни начини, од различни аспекти, со кои што ќе му се овозможи на младиот човек да го сочува своето достоинство, да не се срами од својата девственост, да не се срами да биде човек кој што ќе образува свое семејство, младите девојки да не се срамат да бидат мајки, туку напротив да почувствуваат колка е тоа. Да не се срамат да бидат мајки. Зашто ова идеологијата на секс на сите токму тоа. Треба да си прост за да бидеш родител, да се заглавиш со некои деца таму. Кога животот можеш да го поминеш во уживање, купување скапи кондори во джет-сет. Ако се ослободиме, ако всушност ако ја еманципираме таа млада популација, таа млада генерација, дека е тоа еманципација, дека е тоа. Ама тоа е еманципација, ние зборуваме сега за еманципација од идеологијата на хедонизмот. Односно ослободување од идеологијата на хедонизмот. Таа еманципација за кој што зборуваат, тие врзуваат практично за тој некаков либерализам кој што му овозможува на човекот да ја свати она библиска максима, ама само првиот дел. Се ни е дозволено. А оној вториот дел, не ни е се на корист, да ја заборават. А ние треба да ги научиме да ја знаат целата. Се ни е дозволено, но не ни е се полезно. Односно, чувствувај се и живеј како човек кој што е апсолутно слободен, ама прави го само она кој што на тебе и на твоите ближни им е полезно. Односно, спасоносно, односно, она кој што афирмира љубовта, добрината, честноста во тебе и во другиот. Дали можеме да констатираме дека има позитивни исчекори во такво нешто, бидејќи не можеме да почнеме со кампања за против абортусот или информирање што значи абортусот, што значи од црковен аспект и така натаму, ако немаме веронаука... Секоја парцијална варијанта е погрешна. Всушност, ние треба да сватиме дека немаме потреба од некакви кампањи. Ние треба имаме потреба од една сеобразна кампања која што во сите сегменти ќе го опфати овој начин или овој
оваа педагогија на преобразба на новите генерации. А тоа значи воведување на веронаука, воведување на односно дискутирање со тие млади луѓе на сите инстанци, се разбира, и кампањи какви што се потребни. Значи, и тие самите да се вклучат во некакви активности кои што ќе им дадат можност да го преживеат, односно да го стекнат искуството преку личниот пример, преку комуникацијата нивна и преживувањето на тие искуства од кои што ќе ги споделат со луѓе кои што се навистина бродоломници на тие разбранувани мориња на животот и на тој начин, да речеме, не преку својата кожа, туку преку искуствата на тие кои што веќе го почувствувале тоа навистина да ги сфатат нештата во животот. Во таа смисла не постои, да речеме, конкретни тие ги имаме како воркшопови кои што се организираат, ги има и на запад во голема мера, каде што преку дебати се разговара со тие луѓе, им се разменуваат мислењата, ќе се слушаат мислењето на оние кои што се за и на оние кои што се против, меѓутоа и мислењето на оние кои што ги имаат тие искуства, мислењата на докторите кои што имаат искуства со пациентите и така натаму, значи отворено и јасно да се зборува и за овој проблем и за сите проблеми, зашто ние ако земеме сите овие нешто се поврзани заедно, како што ги спомнавме и аномалиите типот на абортус, потоа развод на бракови, намалување на наталитетот, непочитување на родителите, срамот да се биде родител, сите тие нешто, срамот да се биде родител на млади години, значи сите тие нешто се поврзани исто како што се поврзани и сите тие нешта кои што значат поправање на таквата ситуација, односно не само веронаука, не само кампањи, не само анонимно лепење на плакати, туку една заедничка цел и заедничка стратегија на општеството, кој што треба да се запраша дали ние имаме потреба да бидеме општество, да се бориме за нашите права, да се бориме за нашиот идентитет, ние да речеме толку жолчно преодолеваме да го сочуваме името на нашата татковина, нашиот основен идентитет, а зашто го правиме тоа ако за 10 години нема кому да му послужи тоа име? Значи, сите тие нешто се поврзани и ние мораме сите тие нешта не парцијално, туку заеднички, осмислено да ги решаваме сега, за да не ни се случи по 10 години да едноставно немаме кворум за да ги решиме тие проблеми. Оче благослови. Господа благослови. Ја навистина немам што да ве прашам со овие навистина инспиративни зборови и ќе завршам тука емисијата. Мислам дека би било дегутантно било што понатаму да подпрашувам или да веќе разговараме. Се надевам дека ова ваше излагање ќе направи некаква позитивна промена, ќе биде еден од сегментите. Јас барем ако ништо друго да се оправдам дека се обидов нешто да направам, сигурно дека овие разговори, овие дебати ќе бидат продолжени и со луѓе од други профили. Ваше високо преосвештенство, уште еднаш ми направивте огромна чест што бевте гостин во емисијата и ви благодарам за ова инспиративно обраќање. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Емисијата Јади Бурек во вторник, стандардно во низиниот термин. Лека ноќ и пријатно.